баш зборевме пред нели да почнеме да снимаме дека многу рано почнати со синьори на 20 на година. Па да, 2014 година. Тоа ще имаше 21 ти така, 21. 27, да. 27 година. Што беше катализаторот таму? Ти увек сакаше да бидеш бизнисмен, да имаш свој бизнис? Дефинитивно. Да. Уште од мал. Значи уште кога бев на баш мал, на детенце малечко. И во принцип бев доста пргав, доста бев темпераментен, нескротливо дете, тако бев бунтовник цело време, само некои глупости правев, на моите им доев преку глава. И дури со школа, никад не сум учел на апла да земам да учам, текно него секогаш сум се снаоѓал. Секогаш сум си терал некоја моја филозофија и мајка ми стално ми викаше ти ќе бидеш уличар, ме разбираш, ко секоја мајка што ако детето не е по шаблони, ако не и тера буквално, одма вика ти ќе бидеш ова, ти ќе бидеш тоа, бла бла бла, имам постари сестри, угледај се на сестрите, видиш што како теме кои ни права, ти ваков, ти таков, нема врска. Јас си терав пак некој мој шаблон и уште од мал викав јас ќе бидам бизнисмен, јас ќе бидам, што ќе бидеш ти, јас ќе бидам директор, така ќе викав. И си живеев во некој мој филм, некоја моја фантазија кај што постепено почна да ми се реализира. Значи тоа што сум си го манифестирал во мојот памет уште како мал. И така претходно мислам како дете почнав да играм кошарка, играв професионално, скинав лигаменти, па после направив операција, па се откажав од кошарката, па почнав со менаџирање на ноќни клубови. Тоа работев долго време со менаџирање на клубови, дискотеки, кафани. Долго време тука запознав многу контакти, многу луѓе, многу научив онаа улична школа што се вика, не е само да имаш факултет или да имаш, без разлика ако немаш пракса, ако ги немаш контактите, мислам дека тоа е за мене барем клучно да ги споиш тие две работи во една. И ке ме прашаш ќе си продолжам. Полно, мислам, не знам, во тој момент ти студираше нешто, беше на факултет? Да. Првен, значи бев средно во Борис завршив, од Борис отидов на правен факултет, пошто бев дупка математика. И викам кај има највише девојчиња во Борис, таму ќе се запишам, отидов во Борис. Добар параметар за да, у Борис, од Борис после викам што да учам, викам мај правен, вајда. Тоа е. Ме разбираш, нема математика, веќе сум запознаен со таа тематика, викам ајде идам направен. Не знам, кога дојдов некако на факултетов, искрено ич не се пронедов, пошто многу ми беше суво парно. Многу ми беше треба да се утепам од учење, да се згазам од учење, нешто кој ми го покажа тоа римското право, и тек после години, правосудни, пракса и така натака да почнеме да работам. Викам, ова не е за мене. И почнав се заебавам, не учев ништо. Значи, не идев на факултет една година, апсолутно не се замарав со ништо. Добро ми одеше со кафаниве, со дискотекиве. Си заработував многу за во однос на тоа дека имав, ако се земе во обзир дека имав 18, 19, 20 години, правев стварно сериозни пари од тоа време, пошто работев на 3-4 места. Што значи тоа? Колку пари? Па тоа значи на дете да рачуне од 18 до 19 години да преди 1000 до 1500 евра месечно, што реално работа, што работи е менаџер така? Што работи е менаџер? Да. Па сме земале одредени локали. Целта е да направиш добра забава и да ги донесеш луѓето и да потршат пари. Нормално. И да земеш процент од тие пари, зависи како ќе се договориш со газдите. Јас во тоа време работев од джуниор парти, имав подменаџери деца кои што работеа детски забави, до дискотеки, до кафани кај што работевме и сегде нормално земавме процент. Колку се собере тоа, пошто бевме исплаќени на недела, 4 недели, се правеа стварно доста интересни парички. И во тој период си викам што има ја да учам луѓе со факултети со се, ме разбираш, прават многу поише, вака правам многу поише пари отколку да земам да дремам негде на шалтер или било што, а имам слобода, имам се. Но сватив дека не можеш тоа да го тераш буквално цел живот. Не сакам да бидам ко некои ликови што сум ги гледал веќе 40-50 години уште седат на врати таму со фамилии, со све, ме разбираш? Со луѓе да се замарат, пошто и таа работа не е баш едноставна. Доста е захтевна, секогаш некој има разочаран, што не му стигнала резервацијата и така натака. И одлучив дека од секогаш знаев дека нешто ќе почнам сам, тоа дефинитивно. Одлучив дека мора некаква промена да се деси и тоа се деси баш спонтано, како се отвори ствари синьори.
се запознам пошто сме ортаци двајца сме. Сега сме и кумови, јас сум му кум на него, на Крис. Се запознаме во теретана. Буквално накви дечки у тој фазон, тоаш вежбање, теретани, тие филмови. Негде 18 години, 19 имавме така нешто беше. Крис уствари е роден во Македонија, ама живее во Америка некој 17-18 години. Само роден и му отиде на таму. И доаѓа на одмор во Македонија. И почиња со вежбање ваму таму, се гледаме, се запознаваме и што правиш ти овака, така му кажам јас со дискотеки ваму таму. И супер да излеземе да ме прошеташ. Викам нема проблем. И откога влезу кафана, вика веќе ја не се враќам во Америка. И така остана. Им се ово неговите, вика готово, вика ми се свиѓа Македонија, Скопје, сакам да уживам тука, многу е полабаво, многу е поубаво. И останува, почиња тука наоѓа некоја работа. И меѓу време, пошто и двајцата бевме такви со голема визија, сакаме да успееме и така натака. И цело време нешто мозокот ни работеше да направиме некаков си бизнис, ама како се движат работиве, сега ќе ви објаснам точно за синьори, пошто не беше онака наметнато нешто да направиме, него испадна многу спонтано, пошто нели билдавме, влегуваш од тој фазон кај што веќе не те собира ништо, непропорционален си, и сакавме си земеме сакоа. Негде си купиме и бараме, нигде не можеш да најдеш, или кратко ракави, или ти стои ко вреќа некој број ти дал поголем, и те гледа продавачката кога ти го продаде, ти вика, ова, топ ти стои, земи си го, одлично, тереј. И си викаме, бе, ајде сега треба до Солун, треба да се акаш лево, десно, по 300 продавници. Би текна на мајка ми една пријателка шиеше, имаше кројачница, шиеше некои работи. И му викам, ајде ќе си направиме, викам, едни сакоа, викам, вам по мерка кај женава. И вика, добра идеја ти е таа. И отидовме по тоа женски пазар, ваму таму, појма немавме ни од материјали, ни од ништо, апсолутно, благе везе. Тоа имаше трговски една горена продавница, не знам точно како се викаше, и ние не ни биравме материјал од што го разбираме, него ги бираме боја. Фактички првите дела што ги направивме ни беа од штофови за гарнитура. Денеска ни се урамени, ни стојат у канцеларија. Плаво и сиво. И ги направивме со постави интересни, да искача поставата, иста да биде како марамчето, да биде интересно, да биде кул. Стварно изгледаат добро. А дизајнот на тие иницијално како дизајнот го правеше? Pinterest. Тоаш почна и Крис вика и топ. Вика ќе проверам на Pinterest, дизајн шо е, викам ја тоа појма немав шо е Pinterest. Не се дојно од Америка, знаеш, фазони поише знаат, таму веќе понапред се со многу работи. Вика ќе видиме идеи вака така, видовме идеи некои што ни се свиѓа и така ги направивме првите сакоа за нас. И искачаме и другариве и не гледате, бе, многу добри ви се сакоа, ко за вас правени по мерка, кој ви ги правеше, кој ви ги дизајнираше, и ние се смееме, викаме, бе, ние си ги направивме. Како бе вие си ги направивте? Од кај знаете вие се со дела, појма немате, сега 300 други работи се од дела. Бе, не знаеме, ама знаеме што е добро. И почна еден, друг, трети, бе, многу јако ова, дај направи мене едно, направи други од мене едно, викаме, чекај бе, ова е добра бизнис идеја. Ова може да биде нешто сосема поразлично од тоа што фали кај нас. Прво, ниедно машко не сака да се пафта по бутици, да иде да пробува, така. Не може да најде нешто што би му стоело совршено и некој ти го презентира како што треба, друго е да отидеш у локална кројачница, друго е да направиш нешто на малце повисоко ниво. И се гледаме со Крис, викаме, ова е топ идеја, почињаме бизнис план. И почнавме да правиме бизнис план. Го завршивме бизнис планот, отворивме фирма. Што беше бизнис план? Бизнис планот беше смешки. Првичната идеја беше, слушај, вика, брат, што ќе правиме, вака ќе правиме. Како? Ќе земеме, вика, материјали, ќе почнеме, ќе направиме првен за нас, ќе ставиме некоја реклама, ќе почнеме да продаваме само сакоа. Ќе продаваме 3000 денари. 1000 за тебе, 1000 за мене, 1000 за материјали за крој. Буквално беше така, од смешки, од ништо. Апсолутно. Како part-time job, да си го работиме, нешто. И А материјалот уште од гарнитура? Материјалот не знаевме, ние купувавме после секакви материјали, кај што има продавници што има за материјали, значи гледавме бои, почнавме така да правиме, значи немавме апсолутно. А кројачката, таа другарката од мајка? Првен кројачката од мајка ми почнавме, и сега ти кажам причава. Почнавме од мајка ми, па после почнавме се едуцираме, гледаме дека има многу фалинки во однос на тоа што значи custom made направено по мерка. Па почнавме со локални кројачи тука низ Скопје кои што работат.
со нив да се советуваме, ние не знаевме ни мерки да земеме. Ништо, апсолутно. Дудуци, врска немаме со овој двајцата бизнис имавме завршено. Пошто после правен заборив да ти кажам, јас се запишав на бизнис логистика. А он има завршено исто маркетинг на, не знам, некој странски универзитет. И ти викам си правиме некој си бизнис план првен смешен во главата и после седнуваме го пишуваме на листа. Значи што, како ќе биде, што планираме, нели наши цели кои се, или пак беа многу смешни во однос на тоа каде сме сега денеска. И првата канцеларија, првото просторче ни беше во веќе постоечко ателје на Фросина Фран. Она има ателје имаше таму и ми текна дека имаше некој магацинче. И се јавувам, дека беше баш добро устрог центар тука Карши Кастам Паб во градски зид. И викам, бе, Фроска, што прави, викам тоа просторчето, викам таму, слободно ли е? Да бе, магацин ми е. Викам, да ти плаќаме, викам, кирија да отвориме, викам, планираме со Криси. Поча се смее, шо ќе отварате, ви кажам, вака и вака. Ако бе, вика, супер, ќе се дружиме. И имавме буквално само едно биро, столче, две столчиња од Карши за, нели, да дојат клиентиве, едно шипче имавме вака стајано и 3-4 сакоа кои што за презентација и целиот момент. Па најдовме папки, па материјали од сите останати ке што продава материјали и така направивме полека некаков си концепт. Но можам да кажам дека желбата и во тоа што верувавме беше огромна, пошто ние, ти викам, немавме апсолутно никаква врска со ова. Постојано учевме, не знаевме мерки да земаме, бевме се сами. Од чистачки до мерки земање, до набавка на материјали, до продажба, до селс, значи работевме, до корекции правење. Буквално целиот тој процес од нула го осетивме прво на наша кожа, пред да имаме вработени. А имаше ти претходно тоа нешто, желба, пасија за фешн? Апсолутно не. Не, значи да ми кажал некој дека ова ќе го работам, никад немало да му верувам. Многу спонтано се деси целава работа. Го видовме како можност и онака како кажував буквално на луѓе, кај што мислиш за идеја? Абе, не се допирајте се, кај кој ќе ви купува такви работи? Ова е Македонија, не се губете. Разбираш? И ми е драго што се покажа сосема спротивно. Што се дешава? Ја отвараме фирмава со по 500 евра, значи собираме 500 евра, 500 евра и отвараме фирмава, да регистрираме се до тоа, нели, пошто ти влага во се може да стаиш компјутер, едно друго да стаиш одредени работи. За нели пошто е за регистрирање 5000 евра и собираш онака, сликаш дома што имаш компјутер ваму таму. И почињаме со работа. И на почеток нормално немавме многу клиенти, почнавме со Facebook. Со Facebook маркетинг и почнаа полека да доаѓаат клиенти, но во тој период јас веќе имав договорено, пошто бев последна година на факултет, сакав да отидам на work and travel. И сега Кристо станува во Македонија, ја идам во Америка. Таму некој 6-7 месеци. И почиња хаос. Он уште македонски добро не знае да збори. Уште не му се познати сега рачунај со сметководства, глупости, банки, ме разбираш, македонскиот систем, знаеш како функционира. И му викам, брат, се извини, ама ја морам да одам, веќе му оставив контакти на одредени луѓе кои што може да му помогнат со све и почна да продава, да си работи сето тоа. Интересна приказна од тој период, уште на самиот почеток, му се јавува, не знам кој му беше менаџер на Желко Јоксимовиќ. Му се јавува на Крис, слушнавме custom made нешто во Македонија, дали може да дојдеме кај вас да му направиме одело на Желко. Што збориш? Да, слободно, дојдете. И имаше Желко, не знам време. Па многу брзо време, ја само што отидов во Америка, неколку месеци. Неколку месеци, 4 одела таму, значи неколку месеци буквално. 2-3 клиенти дали имавме. Како ве дознале? Facebook? Facebook, значи Facebook, тогаш Facebook, газење. Златна доба. Да, газење. Многу беше лабаво. И без пари. Без пари. И сега не е нешто за Македонија се рекламираш скупо, ама тоаш беше апла без пари. Смешки. Со 10 евра пепел. И ни се јавуваат и тоа се не бев тука. Ми праќа Крис лика, вика, види брат, викам што бе, вика, и Желко Јоксимовиќ, викам што збори? Да бе, вика, сакаше сакова, овакво немавме време да му изработиме. Ги проба мојве, топ му стојат, сака да ги земе да ги носи на концерт пред 50.000 публика. Викам, не ме заебавај. Да бе,
И вика и плюс вика позади кида на видеобимови, на банери све синьори. А викам ме зезаш. Не бе вика озбилно. Леле, викам готово. И сега ја таму шлефам у место ти така. Работиш, ама пак паметот ти е ваму. И почна таа прича и почна се синьори, ме разбираш, почна веќе се дознава. Фејсбукот си го направи своето. Почна доста поише клиенти, доста поише нарачки. Меѓутоа уште тогаш работевме со локалните кројачи, немавме наше производство, немавме вработени. Имаше доста заебанци од аспект на почна да имират на кројачиве со наши слики. Сакам да ми направиш нешто вакво и почна да ги лупа егото. Разбираш, ние стари мајстори, што овие јас им ги изработувам овие оддела, знаеш, почна да ги. А исто ни се смеа на почетокот кога им дојдовме со идеја као ај деца добро сега, не се занесувајте, ама ај ќе пробате. Ама кога видов дека почнеме да правиме пепел, значи буквално многу клиенти почнаа да вакво и настана некое си недоразбирање, знаеш, почна намерно ти каснат, намерно да ти ги изезнуваат работиве затоа што едноставно не сакаат да успееш. Колку им плаќат на некој курач да изработи тоа што? Зависи, секој различно. Секој различно како се договорили, не памтам се од тоа време како било што било. Меѓутоа било поевтино секако отколку да имаш свој вработени во тој период. Сега, што се дешава следно? Следно се враќам јас од Америка, доаѓам тука како изгубен германец, уште не знам кај сум, што сум, веќе фирма почела да работи. И полека се уходувам во моментов. Крис веќе си се стабилизирал, си тераше супер, ме разбираш, ја дојдов како изгубен германец. Се рачуниот човек што цел ден бил по ноќни клубови, искачање, сосема различен биоритам, со навики никакви од аспект на деловни навики, станување рано и се до тоа, ништо од тоа. И наеднаш идеш во Америка, среќа таму стекнуваш работни навики, станување рано и се до тоа. И се враќаш тука и влегуваш во некој момент кај што, кој што ти кажав, све треба да работиш. А од тој период, пошто Крис работиш од друга фирма, него му даваат работа да иде во Италија да живее неколку месеци. И сега останувам јас сам. Оно ти иде. Да. Значи ви уште не бевте тука all in, но не бевте кога ќе биде како јак бизнис. Не, ние со главата бевме дека ќе биде јак бизнис. Значи, ама зашо па не отидовте тогаш all in? Зашо бевте батали се ќе идеме all in? Но... Ама не батали, веќе беше тоа направено, ме разбираш, пошто сепак Крис имаше веќе претходно една работа која што работеше. Ме разбираш, не можа да даде отказ, затоа што ова беше уште немавме никакви приливи. Моравте да се издржувате. Никакви приливи. Да, немаш никакви приливи, мораш да се снаоѓаш додека, пошто ако влезеш у бубањето и гледаш дека немаш никаков прилив и цело време тонеш, ме разбираш, а не можеш да извадиш ни барем две нормални плати, минимални. На почетокот е многу тешко. Значи не е дека не бев толин, туку повеќе беше стратегија да треба да се издржуваме дека не порасне ова со други ја бев олин. Види се, мене ми беше добро што отидов јас во Америка и собрав таму некоја паричка кај што можев да издржам да не работам ништо. Он си имаше работа тука кај што сепак треба од нешто се издржува. Ме разбираш, плаќаш кирија, плаќаш ред други работи до една друга држава човек, не можеш да едноставно така да не работиш ништо. И тоа траеше доста кратко. Ние веќе првата година веќе почнавме да застанавме на нозе. И ти викам со локални кројачи си почнавме си работиме сето тоа. Така почна причи град, знаеме кои ви ги прават, знаеш македонско оно на демек вие сте ви ги прават други, да. Ало човек, иди си купи си од таму. Ако не ти одговара, ме разбираш. Ама врската балкански менталитет. Што се дешава следно? Дечко Крис Павловски, вајде да го знаеш, на Рамбол Газдава. Он ни беше клиент. И многу му се засвига приказнава. Како ве најде? Исто Facebook? Не преку Facebook. Преку некои контакти од на Крис, пошто не ти кажав од Америка, па пошто тој е македонец, па тука преку македонското лоби кој што работи, не се сеќам точно како беше, ама знам дека отвараше нешто фирма тука преку некои негови другари и така натака. И слушнав за синьори, доаѓа презадоволен и он и ортаков негов. И доаѓаме до муавет, вика сакам да инвестирам, да покажете ми статистика што се дешава со фирма, што е како е. Вадиме, гледа, вика, супер, вика, одлично. Сакам да инвестирам, вика, во фирмава. Се гледаме, вака, викам, what the fuck. После година и пол, две,
веќе имаме инвеститор, ме разбираш, и се погледнав, викам, ова е, викам, одлична работа. Продадавме X посто на дечкото, минимален, и со тие пари успеавме да отвориме наше производство. Веќе полека почињаме да имаме контрола врз сите работи. Што значи производство, како изгледа тоа? Производство, треба да ти покажам слики како изгледа. Значи на почеток земавме еден првото производство, сега ми текна, беше у Карпош 4, во едно мало дуќанче и собираше 4 луѓе максимум. Значи имаше 2-3 машини, пегла и маса за кроење. Толку. Тоа беше првичното производство. И тука почнавме полека, но за многу брзо време, да не речам некои 5-6 месеци, веќе стана производството, имавме потреба, пошто наша контрола, многу подобри производи, нема која те зеза, која ти касни, можеш комотно да си вршиш контрола врз своето производство и знаеш колку можеш да произведеш, знаеш колку можеш да продадеш. Отвараме поголемо производство. Во Кисела Вода, кај, како му доаѓа, кај Шампионче, во еден како подрум, огромен простор, и го правиме онакво класично производство со неонки, со чуда, со многу поише машини, со повеќе вработени, веќе 10 вработени. Кој нели на кројачка позиција, кој шијач, кој пеглач. Кај ноѓете вработени за такво нешто? Па види, Македонија у принцип е земја кај што имаше, сега не знам колку имаше доста занаетчи кои што повеќето жени и останати луѓе работеле и како шијачи, да, дали Тетекс, Матекс, не се ни сеќам кој од каде беше дојден, меѓутоа видела подобра прилика и млади луѓе кои што имаат визија, кај што не им дава да работат за викенди, секој прекувремено им е платено, празници си седат дома, си земат многу посолидна плата, немаат некој да им стои над глава или надзор, него чисто беше да се заврши работата како што треба. И видела поубава прилика и нормално, кога еден ке слушне, почна самите да си доаѓаат. Имам пријател, па си доаѓа на тест нормално. Со главниот кројач да видат што е како и така. Полека го градевме тимот. Па после тоа свативме дека не сакаме да ни биде на класична фабрика у хангар, текно со неонки со све со едно со друго, и ни беше доста далеко од канцеларијава, попраќавме таксиња секој ден на така навака и си направивме во куќа. Тука карши нас, производство, сме под кирија и си го направивме буквално онака баш за кастамет, сосема доволно им да се чувствуваат луѓето убаво, си има дневна светлина, значи топ. И тогаш одлучивте вие ќе идеме баш тука е моментот да рече custom made. Баш ќе правиме custom made low quantity као мал волумен или ќе бидеме као... Не, тоа што ти го кажувам, скокнува многу години. Ме разбираш, ти го убрзав малце процесот. Да. Иначе процесот од кога сме почнале до сега е огромен. Значи огромно како самиот пазар си го мислам, самата работа си го диктирала тој нашата. Значи вие не почнавте да ќе бидеме луксузен или ексклузивен бренд. Не, апсолутно. Ние си почнавме буквално таква другарска прича. Сакавме да направиме бренд, меѓутоа ништо специјално на почетокот. Си правиме сакоа под наш бренд, супер е, 1000 за тебе, 1000 за мене и тоа е тоа. Правиме по 500 евра плюс месечно и тоа е тоа. Но, зашто не донесе ова ваму? Затоа што многу се фокусиравме и постојано нешто истражувавме и постојано нешто се надоградувавме. Не останавме на тоа само да сме задоволни со тоа него и да бркаме само пари, тие 500 евра кои што сме ги планирале. Него сакавме веќе стварно, свативме дека сакаме да направиме нешто што е поразлично, нешто што е бум и видовме дека сме добри во тоа. И мислам дека направивме стварно добра приказна, добар бренд. За да кажеме, веќе за првите 3 години веќе Синьори беше стварно сериозен бренд. И кои беа клиенти тогаш? Као наоѓавте клиенти? Баш Facebook Исто, само? Facebook. Значи нашиот бизнес у принцип се заснова и ден денес од задоволни клиенти. Што мислам дека од селс аспект е највисокото ниво на достигнување. Зошто? Затоа што самите клиенти ти продаваат. Задоволен клиент си ја шири приказната и тоа е тоа. Да. Ако имаш добар продукт, ако имаш добар бренд, абсолютно. не треба селс. Негативната информација се шири тродупло поише.
И затоа сме исто горди што сепак имаме многу клиенти од препорака, можам да кажам 90% од задоволни клиенти со препораката. И тоа донело да сме тоа што сме денес. Направивте дали направивте, кога направивте, мислам, знам дека имате направена експанзија надвор од држава. И како ви изгледаше тоа? Абе имаме и таму прен тука интерно ти кажувам од таа канцеларија кај што почнавме, па сменивме друга канцеларија, земавме малце поголема канцеларија, тука над фитнес хаус. Па видовме дека ни е мала, па го земавме другиот стан до неа. Па пред коронава не знам, пред коронава отворивме и горе спратови, и маркетинг посебен дел, и ова, значи почнавме стварно многу да се шириме, што свативме дека за време на короната и не е така добро, зашто некои работи може да се сработат и од дома, пример тој маркетинг дел, фотографии, така натака, креатива и сето тоа. Убаво е да си ти во целосна една просторија, цел тим кај што може целосно да се врши и контрола и полесна комуникација и се. Ама видовме дека може и некои работи да ги скратиме одредени трошоци и да си функционираат некои од дома. Да. Колкав тим се сте? Па сега сме во канцеларија негде околу 7 луѓе и производство околу 20 на луѓе. И што прават тие 7 луѓе? Секој има различна позиција. Значи имаме од офис менаџер, имаме финанси, имаме како се вика sales, секој си е на различна позиција. Да. Секој си брка тоа што му е работа. Okay. Вертикалите на приход како ви се поделени? Например, во некој ви доаѓа во продавница локално во некоја Македонија, дали продавате онлайн, дали имате устранство некои локали? Како работи? Вака, 2016 мислам. 2016, да речеме 2 години после отварање. Пошто кошуливе што ги изработуваме, ги изработува тукашна фабрика, пошто ние сме специјалисти само за одела. Останатите, пример, не знам, кошули, кондори, ред други работи, сме си нашле партнери каде што ги изработуваат со наши материјали, по наши теркови, за нас. И сега, пример, фабрикава кој што ни ги изработуваше кошулите, кој што работи за Hugo Boss, за Suit Supply, значи за светски брендови, ги работеше за нас. И не поврзува со еден лик од Србија, кој што исклучиво работи custom-made кошули. И они изработуваат за него. И вика, дај ке ве споиме да работите заедно. Него му требаат оддела во радњата, ќе рече, дека на српски. Во шоурумот вас ви требаат кошули, ќе се споите, ќе имате добра приказна, има добра база на клиенти, Владе Дивац, така натака, значи познати глумци и ред други работи што со Белград. И ќе може да си направите заедничка прича, направивме состанок со човеков и на прв поглед супер, се окей, договоривме, викам, ај ќе отвориш лиценца, ќе отвориш синьорин, демек под лиценца, вака, така го средивме локалот, се тоа супер. Ја живеев, се преселив таму некој време, тој зборам ова за 2 години. Значи само веќе почињаме ваму. И сега интересното беше што ја очекувам исто како туку Македонија да биде. Уствари сосема различно, ќе речеш ево кај Белград, ама ти е бечка школа, човек тука ти е веќе други имаат многу поише искуство. И имав доста продажби, но имав и моменти кај што во тоа време јас не ги знаев. Ми вика, добра, дали имате rob shoulders, дали имате скабал материјал, дали имате лоро пијано, појма немам што ми збори човеков. Дали користите full canvas, дали користите, вака го гледам само да. Дали имате Milanese buttonhole, да. Дали правите horn button, да, викам све. Појма немам одзвонал кризу, викам брат, ова е друга лига. Правиме ова. Ова е друга лига, бе, викам, што ти е? Викам, дај јавувај се таму. Звони, викам, по тие скабали и лоро пијани чуда врагови, овде не поминува, викам, овие материјали, викам. И викам, next level, викам, готово брат, ќе се јавам. И нема врска. Тераме приказнава таму, тераме што тераме, се враќаме, за жал моравме да затвориме пошто партнерот таму што ни беше испадна многу некоректен, многу нефер. Си го сташе капарот у џеб. Кога се преселив ја веќе назад, си го сташе капарот у џеб, примаше нарачки и стигна мейл дека луѓе кои што имаат свадба утре,
Нема не им е изработено делото, да. И моравме да отидеме да затвориме. И сега имаме друга тактика, си тераме со Traveling Tailor, ама тоа подоцна ќе го дискутираме. И отворивме таму, тоа се затвори. После тоа имаше еден на Крис пријател, Алекс Холанд се викаше. Отворивме како мало шоурумче у неговиот стан во Кембридж, во Англија. Истите материјали, истите папки, све си прави презентација. Каква инвестиција тоа такво нешто да отвориш? Па, ако отвориш у станот, пример си средиш некоја соба, ние не инвестиравме, он сакаше ни стане партнер таму, си зема одреден процент. Од сите продажби таму. Да, и да си отвори место плаќа пари за лиценца или франшиза, пошто сепак и ние бевме 2 години, сега не можеш да се занесуваш да леташ, да продаваш лиценци и франшизи. Не го гледавме да тој момент малце да го, не знам, да го олесниме на некој начин, да се инвестира он во неговата соба, да го направи да личи на нешто. Мислам, да личи на нешто, да личи пак во склоп на тоа со custom-made одела да изгледаат джентлменски и така натака. И со тоа да си добие, нели, право да може да продава за нас. А он исто беше од таа индустрија, нешто? Не, он работеше селс во друга индустрија, ама знаеш човек што е селс, многу лесно може да го научиш, да. Така е. Доаѓаше тука на обуки по месец дена, целосно го обучивме и со мерки, и со сето тоа. Учен се нафади сето да го прави само за Да, процент? да, апсолутно. Ама Интересно. види се, Правиот човек сте го нашли. да, затоа што секој би се нафатил, зашто делата во Англија се 3-4 фунти ти едно. Значи вас ви беше диференцијацијата што бевте многу поевтини. А Апсолутно, апсолутно бевме доста поевтини од сите таму. Го немавме тој квалитет што ги имаме денес, ама можевме да се бориме, да кажам, на некој начин за таа поевтина цена и секако да има поише клиенти и човеков да си земе добар процент. А не е ли тоа малце и проблем кога доаѓаш до продажба, како те прецепираат ако си доста поевтин, викаат кој тоа квалитетов мора да е понизок? Па не, затоа што веќе тие луѓе таму знаат и имаат таа култура. Ги знаат материјалите, англичаните се постојано облечени во близери, во сакоа, во одела и мислам таа традиција кај нив е огромна. Не можеш ти да му продаваш нешто што е болшит ако веќе он знае што купувал и како прави. И така да, види, не ни беше наш фокусот, добро беше како прича се функционираше, немаше некој вау продажби да кажам утепавме у Англија или вака, така наш фокусот свативме дека ние Македонија. Да. И свативме дека Македонија е еден страшен добар пазар. Да, и дека не е ретко го слушам тој збор. Да. И дека тој стереотип на ова кој ќе ти ги купува одделава или кој, сакам да кажам дека за секој производ има купец. Да. И сите се чудат како се фасцинирани и деме ку Македонија ви се продава, да. Затоа што имаме и доста клиенти од странство, Македонија е центар, зборам странство за околниве држави, Косово, Србија, буквално сите ме блиску да можат да си дојдат да си нарачат да си купат. Особено вие што се поблиску тука, пример Србија, Врање, натак Ниш, да речем, добро, не е толку блиско, ама има доста клиенти кои што се доаѓаат. Нема нешто споредливо у Србија, у Белград? Абе има, меѓутоа стварно се далеко од нас. Сега сме стварно многу напреднати. Кој што ти кажа, веќе со тие што сме им вртеле из Кабал и Лоро Пијана, веќе работиме долго време. Ја имаат дадено довербата, а не ја даваат довербата на било кого, пошто лично доаѓаат тука, ти прават проверка да видат со кого си имаат работа, пошто не може да им ги деградираш ти производите. Може да научиш повеќе од таа приказна како ги добивте, нели, како... Апсолутно, тоа што им се јави Крис, еве го нашиот профил. Што за, нели, за контекст за гледачите, тој е еден врвен квалитет. Вака, значи тоа се, можам да кажам, топ 3 материјали у свет. Скабал, Лоро Пијана, Зења, вајда им се доста познати, така барем на овце. Конкретно за Скабал, кој ги користат да дадеш? Има некои познати брендови што ги користат за пример да дадеш? Како брендови? Као брендови што ги прават сакоа, например, Hugo, Armani, не знам. Не. Скабал у принцип, Скабал поиш најчесто работат, значи bespoke tailoring што работат. Аха. Да. Значи Скабал работат поише кај што имаат ателиња како Мусика Фрере, да речеме, како Ботега Далмут. Значи ексклузивно, тоа е ексклузивно, custom made, значи тоа е best of the best. И у принцип значи Скабал, ние конкретно работиме најмногу со Скабал. Скабал ти е компанија која што постои преку 150 години за производство на најлуксузните материјали во светот.
се зборам за штофови за изработка на одела. И сега, зашто се они толку уникатни? Затоа што самата не откупуваат волна, самите овци што ги чуваат, живеат во некој предел во Англија, таму кај што имало некој си, не знам, некоја вода кај што поминува со некои минерали, вулкан или не знам што било точно, тревата што ја пасат и водата што ја пијат резултира да нормално со добра волна. Пред причата им е тука интересна, а после тоа самиот квалитет и третото што има дадено до вербата, не знам, да речеме од председатели, фудбалери, Доналд Трамп, не знам, Бекам, многу филмови светски кај што се имаат носено оддела од Godfather, Titanic, Men in Black, значи сите тие оддела се направени од скабал материјали. Сега не знам, зависи кој и каква дизајнер ги процедурата прави. да ги добиеш, да ти бидат снабдувачи? Па вака сега. Ние тогаш ти викам, им пишавме официјален мејл, па ни дадоа број, па се слушнавме. И ни рекол, окей, све е тоа супер, дечки, ама треба доеме да пратите ни го вашиот профил, да видиме демек што изработувате, им праќаме, добро, супер, има простор за соработка, ама треба пред просторов за соработка треба видиме да доеме на лице место. Окей, дојдете. Доаѓа ти прат контрола, пошто не може да ти продава нешто да му го зезнеш брендот ако не те бива. И дојде ни направи презентација, вика супер, одлични сте, добро е, почна да ни праќаат папки, или како узорци. Направивме одреден мал тест, се покажа супер. Ни дала, можам да кажам, поповолна цена, пошто сме Балкан, за разлика од сите тие останати, и почна веќе тука да, пошто истото дело да го купиш кај нас, ако кошта X сума, било каде во светот, значи кошта пута 4-5 пати. А имаш некои ограничувања кај смееш да го продаваш? Или? До која цена можам да спуштам? Да, и во кој маркет, ако, например, стануваш конкурент на други они што Па види, снабдуваат. ние сме за цела Источна Европа, генерално. Така да, сега некој друг да сака да му да биде соработник и ти рече нема проблем, ќе ти го прати нашиот број. Да. Cool. Интересно. Да, пошто стварно за тие работи се перфектни. Ти викам, после потпишувањето на договорот ни дадоа и посебен сертификат кој што стои кај нас во канцеларија, дека сме официјални застапници за нивниот бренд. Интересното со Скавал е што се толку екстремни во однос на тоа да бидат најдобри, најлуксузни, што имаат штофови со 24 каратно злато, со диамантска прашина, користат, пример, има една папка која што е направена за ексклузивни капоти од викуња, не знам дали си слушнал. Тоа ти едно животинче како лама е, ама е многу ретко. Живее, не знам точно каде, сега да не тропнам, не ми текно на памет. Али е крзното што го има, што се изработува таа волна е best of the best, нешто најдобро. И тие цени, пример, надвор, стигнуваат од 20 до 30.000 евра само за капот. А тука? Тука немаме реално продаден, имаме само еден продаден на еден египтјанец, ама не би сакал да дискутирам околу цените. И добро, а кои се клиентите, например, за такви некои ексклузивни Види, дела и кај ги наоѓате тие? Они пак ве наоѓаат Facebook или тоа препознавам по инак начин? дефинитивно Facebook и препорака. Убавото е, пак ќе кажам, што кај нас во Македонија можеш за многу, многу, многу поевтини пари да носиш светски бренд. И генерално кога доаѓаат клиенти кај мене, јас им презентирам, не им викам одма земи си ти Скавал, презентирам, имаш ваков материјал, синьори материјал, кој што е направен, 4 топови, пример, основните бои црно, теге, темно сиво и светло сиво, и имам поголеми количини, пример 150 материјал, мешавина волна свила. Тој од кај го набавувате тој материјал? Па и различно сме набавувале, од Словенија сме набавувале, од Турција претходно, од секаде, дали претежно сме работеле со словенски материјали, пошто се исто доста квалитетни. Али на почетоците сегде сме кубуриле кај што сме можеле. И им ги презентираме буквално сите материјали да си види цена од до, пошто ние имаме од најефтини до екстремно скапи материјали, зависи нели од джебот и буџетот на, пошто кога ќе спомнеш синьори, одма ги асоцира на многу скапо, на нели ќе отидеш таму ќе те одерат и така натака. Нема врска апсолутно. Може не се да си приушти секој, меѓутоа мислам дека кога станува збор за свадба, кога станува збор за некоја свеченост,
секој би собрал повеќе пари за да изгледа најдобро на тој момент. И мислам дека тука не се штедат пари и е убаво е затоа што имаат можност пак како што кажав да носат светски бренд, custom made направено по нив и да изгледаат феноменално. Колку ќе ме кошта да се облечам од глава до петици? Све зависи од материјалот. Секоја папка има различен материјал. Од до некој рейндж? Од 800 до 20.000 евра. Рейндж. Огромно. Широк рейндж. Широк рейндж, затоа не можам да ти кажам конкретно. Али ако ме прашаш за добро одело, за целосен пакет, пример, од глава до пети, ако е скавал брендирано нешто, од 1150 до 1300 евра, значи може од глава до пети со се што зборам од глава до пети цел пакет, значи сако, кошула, панталони, кондури, буквално све, кафлингс, како се вика, пин, марамче, кравата, све, туто комплето. Негде од прилика таа цена. И главно за свечени погодби земаат или има некои луѓе што доаѓаат да знаеш сакам дај ми 5 одела ќе ги носам секој ден. Има и такви луѓе, имам и такви клиенти кои што нарачуваат не по 5 и по 10 одела. Значи зависи од човекот. Меѓутоа повеќето клиенти се луѓе кои што доаѓаат за свечености. Но имаме и бизнисмени, адвокати, политичари и така натака, луѓе кои што име секојдневие да носат одела. Okay. Значи, назад тоа прашањето како ви се поделени или приходите ли на кои маркети, главно Македонија, кој што разбирам. Македонија дефинитивно. Да. Македонија дефинитивно и процентуално ако ми дал некако колку од Македонија, колку од странство. 90 Македонија, 10 странство. Значи вие сте Апла. Апла Македонија, со тоа што пак не можам да ги рачунам странство за луѓе што доаѓаат, пак ќе кажам, од Косово, Србија и така Америка натака. нешто имате присуство? Има доста, поготово со Инстаграм. Како се дешава логистички тоа? Сега ќе ти објаснам. А имаме направено едно видео каде што клиентот може да се измери сам или друг, мислам сам, не сам, него друг да го измери или да отиде на локален кројач да го измери, по тоа што ние му го праќаме. Видеото е многу просто направено, буквално од коска до коска на рамо, до стварно може секој човек да се снајде. Сега, значи он нас ни праќа мерки, ние правиме видео консултација тука. Отвараме, исто му презентираме материјали, му презентираме модели, сето тоа да си види што, како, зашто, нели? И кога се одлучи, му правиме класична консултација која што ја правиме тука. Онлайн си влесуваме, да, све во системот. Апсолутно исто како да е тука. Сега само што ние не му ги земаме мерките. И за разлика од тоа што тука правиме 2 до 3 проби, ние тука директно го затвараме врз основа на тие мерки што ќе ни ги прати он. Пример, само панталоните му ги оставаме подугачки за да има опција да ги скрати на кројач. И може минимално малце да го пуштиме полабаво затоа што многу полесно може да се стесни отколку да се скрати. И му даваме плюс $50 да си отиде на локален кројач да си направи корекции што е доста фер. Интересно. Да. Значи, и му го праќаме по DHL. Тоа е тоа, имаме посебни кутии, се пакува. Па скапичка, ме оделото не е ефтино. Да. А како ги наоѓате? И таму Facebook? Инстаграм, претежно и Facebook. Да. Таму е поскапо со реклами. Таму е поскапо со реклами, обично. Не праќаме ние специфично реклами за Америка. Сами снимаат најдено на Инстаграм, на Facebook, да. Пошто е добро затоа што веќе 3 пати искачам, тоест не, 4 пати искачам од GQ. Знаеш GQ дека е најако списание у светот за мажи, за мода и така натака. И од таму мислиш дека доаѓа? Од таму, Huffington Post имаме излезено. Kickstarter со Такеров, не знам дали си запознаен. Так, сега те прашам како иде со тој момент. И има доста места кај што сме излегле у јавност текно. И веќе им се познати на луѓето. Ај тоа баш Такер Shirt Stay. Такер Shirt Stay, тоа многу јака приказна. Седиме со Крисо канцеларија и пошто стално кога правиме проби, прејак производ ја тоа ако би треба такво нешто. Тоа е змај, ево, го носам најбољи продукти, не искачам без, значи, ако ме праша некој без што не искачаш од дома, ќе кажам сад, ој, Такер Shirt Stay обавезно. Не дека е наше, стварно ти кажам најискрено. Ајде, објасниме што е тоа. Ќе ти објаснам. Значи, Такер Shirt Stay е, да кажам, помошник за да не може кошулата да ти излезе од панталони или мајца, поло или такво нешто, пошто многу често при движење, при мрдање се губи оној професионален изглед, ќе ти излезе или мајца или кошула и изгледаш на кака. Да. Да.
и треба постојано да се местиш и тоа ние се соочивме со тој проблем на работа цело време клекни, стани, проби, ово, она, со луѓе, ово, мерки и цело време кошулата ти искача. И викаме, викам, што да правиме? Ќе нарачаме shirt stay. И гугламе да видиме shirt stay. Постоеше значи производот? Shirt stay постои одамно што филмовите. Знаеш уствари што е shirt stay? Оние трегери нешто се на филмовите кога им паднат инспекторите, панталоните, ти текнува? Да. Кога им паднат за чорапа што се фатени тука. И си викаме човек, ова нема да го носиме, нема шанси го подвезица. И гледаме некој моделче, нарачуваме од AliExpress, моделче shirt stay и го гледаме, викаме добро сега. Ова зашто е вака? Што можеме ние да смениме, да го направиме по-мушки да изгледа, да не биде се соблечеш, идеш од после работа у теретана, се соблагаш да се смеат или заглавуваш со некоја девојка и се соблагаш и подвезици носиш. И викаме, ајде што ќе правиме, чекај, сецни овде, направи ова, тидов јас на Битпазар, ваков ластик, дај ми ваква тока, дај ми ова, едно, друго, трето и направиме некој си наш дизајн. И сега го тестираме да видиме дали функционира. И горе-доле функционира, ама пак искача, ти текнува, уште не сме тука. Лизга кошулата и така натака. Случајно некоја продавница, не знам со кого бев нешто купувавме и вака поминувам и не наташна и вака само не сакајќи ја поминав и осеков кога ми се залепи, нешто нека ташнава за мене. Идам ке продавачка и викам, кажи ми што материјал е ова? И ми вика тоа и тоа. Што збориш? Да. Наоѓање таков материјал. Прајање коцкици, пошто нели треба да е флексибилно, не можеш да го ставиш цело такво, како гума е тој материјал специјален, и го правиш на коцки, за да може да биде флексибилен, нели како ребет, да може да се мрда. И го ставаме екстра на оваквото. И отидовме во агенција за заштита на авторски права. За патенти и такви работи. И викаме, сакаме ова да го заштитиме како дизајн, како патент. Супер, овака, така и се они испитуваат, нели? Гледаат таму дали имаш опција, дали можеш да го заштитиш и така натака. И гледаат и викаат, немате, вика, некакво си екстра решение, пошто решението на шрцте веќе си постои, вика, и вие правите шрцте, ама немате конкретен патент, може да го заштитиме како дизајн. Добро. И сега што се дешава, еден ден го носам ја такеров после некој време, и случајно се наведнувам да заврзам кондура и пошто имате едно како метално клипче напред, како се спуштам и се слайдно и ми влегува последното копче на кошула. И се заглавува. Гледам, не можам да го извадам. И викам, ова е топ, бе, значи не може да ми излезе, ти текнува такерот. И му кажувам на ортакова, викам, види, и вика, топ, сега можем и да го патентирам. Идеме, вика, да, дечки, ова веќе може да се патентира. Веќе имате изум. Со тоа што кога ќе го свртиш, тоа ќе го извадиш, треба да го свртиш целосно за да го извадиш надоле. Иначе не се вади. Многу јака фор. Сега не се соблеком. Ќе покажувам. Да. На видеото. И овакво почиња приказнава со тоа, све заштитуваме, правиме и сега ни требаат пари, нели, за производство, за масовно производство, за сето тоа, што не можеш од каде. И ни текна за Kickstarter. На Kickstarter знаеш како функционира. Си аплицираш, за тие што не знаат, си правиш твој проект, тоа го презентираш преку видео и фактички луѓето те спонзорираат унапред, затоа што веруваат у твојот производ, фактички си го купуваат, приордер си прават, значи пред да почнеш ти со производство, а ти со нивните пари да можеш да си направиш, да окреираш производот, да окреираш производот, да го стави, да биде лайф. Они добиваат некои бенефити со тоа. Да биде лайф, си има одредени, нели, попусти и така натака. Ама има ограничено временски период кога што ти има, треба некоја одредена сума, ако не ја постигнеш, не ги добиваш пари. Точно. Ние среќа постигнавме тоа бајаги на тоа. Што сума ставивте ви? Што ви требаше? А мислам дека околу $30,000, направивме $49,000 за месец дена, нешто така. Тоа како го рекламиравте некој или само го ставивте на Kickstarter и бевте како Kickstarter, Facebook, Google Analytics, сегде бомбардиравме со статии, со чуда, со све. И доста добро функционираше после, можам да кажам дека после известно време станавме први на Google, цел свет. И се продаваше 84 земји, отворивме фирма во Америка за подобар шипинг, за PayPal, за Stripes и така натака, за сите тие заебанци, пошто тука знаеш, Македонија малце тоа. И сега како денес?
Пред короната беше фантастично, нешто незамисливо. Сватив тогаш дека онлайн е нешто што Директно консюмера. да. Градиш тука бренд, градиш фирма која што треба многу време да изградиш нешто и да веќе почне да работи, да функционира, а нешто онлайн, значи кај што преку ноќ се прават сериозни пари. Да. Сега уште го продавате таму? Сега го продам, моментално го активираме сега. Мислам, не го активираме, него го живуваме на некој начин, пошто стагнираше доста време. После коронава, ние се соочивме уствари со мала заебанција, почна да ни прават копии, кина. Некој го имаше пратено, постоеше нешто Black Market Mafia, некоја си, не знам, страна која што се занимава со најактуелните продукти кои што се на Google. И ти наоѓа, пример, 10 продукти, нашиот беше од тие. Ти го купува продуктот, ти го праќа у Кина, ти го изработува таму за 0, не знам колку центи, си наоѓа афилијет маркетери кај што се претплатени на таа платформа и им ги спојува. Ти користи твои видеа, ти нашол он производител и автоматски ти го зезнуе цел бизнис. Страните пробуваш ти да ги банираш, џабе цело време се отварат нови страни, па после почињаат фейк да продават и веќе ти го бута системата. Али свативме дека не знам, после известно време и без никаков маркетинг и без овако луѓето константно пак од време на време нешто си купуваат без никаков маркетинг. И викаме, чекај, ова стварно е штета да го оставиме така, затоа што е стварно добро решение и ден денес си го носам ја и сите што сум ми го поклонили и го купиле, ми рекле најбољи работа што сте измислиле. Така да сега треба да гази кај да е пак да го пуштиме лайф. Да. Да. Што е стратегијата за тоа, како планирате да го продавате? Исто? Онлайн? Онлайн, да. Со Исто реклама? онлайн, само што сосема други стратегии, пошто од тогаш Facebook до сега има огромна измена во однос на маркетирањето. Да. Огромна, нели, со iOS што ги сменјат сите тие полиси, глупости, заебанци, кај што скратија многу работи. Така да сега рачуни TikTok тие плюс, има 300 работи. Преку инфлуенсери странски, да. Значи има доста разни стратегии кај што мислам дека ќе функционираат добро. Cool. Со Traveling Trailer како ви работи тој систем? Traveling Trailer го почнавме исто многу рано и тогаш, ама оваа година планираме да се фокусираме малце поинтензивно. Затоа што стварно пред се е многу фан, многу интересно, не си константно на едно место, реално за истите работи што ќе ги изработиш тука, таму можеш да ги наплатиш пута 3, пута 4. Што е Traveling Trailer право, како го услуга? Traveling Trailer ти е, најпросто кажано, живееме ние у Македонија и правиме евент во, да кажам, Србија, ќе земам кај најблиску, пошто сега бевме, во Србија, во Београд. И сега што правиме претходно? Ако имаш контакти таму, супер, преку контакти, успеваш да организираш настан, нели, да, ако познават одредени луѓе и така натака, да ги запознаат со тематиката, што ќе биде, како ќе биде, дека планираме, нели, кој е заинтересиран за оддело и така натака. Ако не, значи си правиме евент од тука, спонзориран на Facebook, каде што пишуваме синьори од тогаш и тогаш, пример 3 дена се наоѓаат во хотел Москва, во претседателскиот апартман, можете се букирате вашата консултација тогаш и тогаш. И поставаме број, луѓе се јавуваат, ние си ги букираме. Ова не е ништо ново, значи ова го работат сите светски не дизајнери, него што работат custom made, кои што ти ги спомнав, ко Bottega, ко Мусика Фрера, значи работат Дубај, работат низ цел свет, Париз, Милано. Ги филтрирате некако тие луѓе што ве контактираат или не? Апсолутно, да, имаме CRM, све за све си водиме евиденција. И пример, стигаме таму, веќе унапред си знаеме, има листа на клиенти, правиме како интересен коктел, како евент, пура виски, значи како gentleman's night или не знам што, правиме презентација на материјалите, секој за што си заинтересиран, се земаат мерки, се прават консултации. После тоа се враќаме тука, тие што нели биле заинтересирани и уплатиле, ми се прават нарачките, после им се носат таму за прва проба, па се враќаат за втора проба. Има малце шетање, меѓутоа целиот процес е многу подобар и многу поинтересен отколку фокус не разбираш тука и на цело масовно производство. Така да целта ние здравје понатака да сме пофокусирани надвор.
речеме Дубај, Милано, Париз, така натака. Да фака да правите тревелинг Да, тейлор или да да. отворите локали? Не, локали не. Не? Не е исплатливо. Не? Не е исплатливо. Пред други држави не ги знаеш ни какви регулативи имаат, ни што имаат, ни не знам. Многу поскапо ДДВ, многу е позезнато. Немаш никаква контрола, не можеш да се распрчиш ти да си на сите места наеднаш. Или да имаш бренд амбасадор. Сум имал такво искуство претходно го кажам. Не знаеш со каков човек ќе се најдеш. Ама вака лично кога идеш, многу поисплатливо, имаш контролата и многу пофан. Многу интересно. Си правите настана, евент. Си правиш настан, си правиш евент, шеташ и работиш исто време. Business and pleasure, баш. Да. Рече ги филтрирате колку луѓе може, како ги примат, колку максимумот на луѓе што доаѓаат? Максимумот. Па види се, во принцип ако сме двајца, за една консултација зема 1 сат. Ако го правиме тоа како групна презентација, може прво општо да им се презентира, а после тоа секој индивидуално да се направи консултацијата. Во принцип, правиме еден ден кај што се собираме со луѓето, правиме нели тој како gentleman's night, кратка презентација што работиме, како работиме, а после тоа другиот ден индивидуално секој си има терминче кај што посебно му се посветува време да за што е заинтересиран. Што више, тоа е неколку дена уствари. Па да, 2 до 3 дена зависи. Претежно викенд, примерно од петок до недела. И тоа не плаќаат ништо за бијат или плаќаат за бијат делот тој настан? За настанот ништо. Значи тоа си е покриено од наша страна, он си плаќа само за неговата нарачка. Да. И претпоставам доста нив ги конвертирате во купувачи, така? Или? Апсолутно, да. Океј, кул. Како ги филтрирате кога на пример ако аплицираат 100 луѓе, треба само 20? 100 луѓе, дај Боже да дојдат до 100 Да, луѓе. не се случило 100 така. луѓе е бројка сериозна. Да. Да. Тоа е сериозна бројка. Принцип од 10 до 15 луѓе е фантастично нешто. Да. Не можеш, ова не е масовно производство. Ова е custom made и треба бара внимание, бара посветеност, бара на човекот да му се презентира стварно, бара да навлезеш во неговиот карактер, за тоа за што му треба, што работи, како работи, не е само да продадеш. Треба да е задоволен и апропо на тоа што го зборевме да препорача некој друг затоа што имал сосема поразлично искуство, не е само селс, него стварно да е задоволен од целата работа. Што работи селс човек кај вас во фирма, како работи? По принцип селс сме јас и Крис најчесто работиме. Претходно имавме луѓе кои што го работеат тоа, ама свативме дека никој нема да го раскаже тоа толку со пасија во однос и на материјали, на презентации, на све, отколку ние самите. И претходно глумевме, да кажам, некои си босови кај што не се гледаме со клиентите, знаеш, оној момент кај што трета, четврта, пета година и сега ние сме затворени таму нешто тука мудруваме, а оставаме други да вршат работа, свативме дека не сме ние толку огромна фирма каде што не сме толку голема фирма каде што сега треба да имаме и ваков селс, па подовакво, па не знам што, ме разбираш, толкава голема хиерархија или било што. Дека голем дел од продажбите и све зависат од нас и дека најубаво можеме да им презентираме на луѓето, затоа што луѓето знаат чиво е синьори, Македонија мала и им е подраго и мило да те види тебе, ме разбираш, кој што те гледа на слика и едно друго, отколку некој рандом што не го познава, ние нема таа доверба. Океј, значи тогаш би те прашал што правиш, како ти изгледа ден на тебе и на Крис? Па зависи. У принцип, значи си имаме календар кој што си го водиме нели нормално на Google и точно знаеме секој ден што се дешава. Офис менаџерот си ги води сите тие работи, си гледаме кога има проби, кога има консултации, си ги делиме консултациите со Крис по пола. Значи вие сте со секоја консултација инволвирани или Па да, 90% да, порано не. Значи на почетокот да, па голем период, едно 3 години не, и од после коронава па навака цело време сме ние. Што беше клучниот момент? Очетите дека падна квалитетот нешто на услугата? Не, апсолутно не, него свативме дека ние треба да сме тие луѓе кои што треба да го презентираат тоа најдобро, затоа што во принцип е нешто што сум приметил. Некој познаник, пример од град или од било од каде, ќе дојде во синьори, очекува те види тебе. И ми се јави, ми вика, нема да дојдеш? Разбираш?
Не дека друг не може да ја заврши работата, ќе ја заврши. Ама довербата е многу поразлична. Луѓето сакаат да им посветиш внимание, доаѓаат не само ради брендот, они те гледаат како бренд. Те гледаат како, пошто ние сме, како да кажам, целосно сме си вложени во Ти си брендот. Ти си на дел некој начин ние сме брендот, да. Затоа што порано некои луѓе ќе не прашаат абе зашто се сликате вие или не знам што. Не се сликам ја, дека мене ми е битно јас да се гледам на да се гледам на, не знам, на Инстаграм или на Фейсбук или апсолутно до овде ми е дојдено од сликање и од такви работи. Него стварно не можеш да најдеш по агенција манекени чудо. Све се нешто, како да ти кажам, не ми се маженствени некако. Стварно ти кажам, или на Hugo Boss манекени некако, не знам, како јувки да. И сега работиме со Павле Камиловски. Изгледа супер. Разбираш? Прав муж. Брада, мада, она. И од таа причина... Да ја да ви моделирам сега. Па дојди. Како изгледа мусако дека специјално за епизода? Добро е, ама не тие, синьори. Да. Можам ти го дам знакчево само да. Да, добро, боле излеков од чорапа. Не, генерално моветот ми беше дека стварно знаеш, луѓето те гледаат првен на сликата таму, па знаат дека е твое, знаеш како да ги комбинираш работите, знаеш како да ги носиш, знаеш да им дадеш совети и имаат некоја си поголема доверба која ќе те видат, Не, разбираш? слагам и јас мислам тотално од друга индустрија, нели ја нудам услуга преку мојава фирма, нели ја кога сум инволвиран со клиентите нели знаат кој е фаундерот Да. на фирмата, знаат кој е основачот, знаат кој е одговорен, кој најубава услуга може да им понуди. Јас сум го нели жонглирал тој момент, ама еве ја како бизнисмен тука прашањето прво што сакам да го прашам е не мислиш ли дека тоа како ќе скалира фирмата, знаеш, како ќе на наредно ниво ако ти цело време си Ќе ти инволвиран? објаснам. Ние не правиме само селс, значи ние имаме милиарда состаноци од аспект на тоа, првен со во делот горе со офис, па во делот со производство, секојдневно имаме состаноци, па меѓу нас двајца состаноци, па кои ни се идни чекори, идни планови, секоја година си правиме посебен бизнис план. Значи си ги тераме тие точки до кај сме, што сме, дедлайн до кај нешто ние како ние. Значи не е тоа само селс и тоа и тераме. Значи се работи на сите полиња. Кој дел на маркетинг што треба, како треба, анализи што треба, како треба, финанси, состанок со секој посебно, дали било со, нели првен со финанси, со Ама дали ќе финансиски можете директори. до кој ниво ќе можете вие да ги обслужувате сите? Да речеме 5 пати се зголеми побарувачка, 10 пати. Дај Боже. Дај Боже, ние ги имаме обучено дел од нашиот тим кај што работели селс претходно и било што. И ќе ни биде драго, дај Боже, уште поише да се зголемите и да обучиме поише луѓе, пошто сите кај што работеле кај нас биле страшни селс менаџери. Значи страшни селс луѓе, продавале одлично и сето тоа. Ама моментално зборам за овој капацитет и ова сега што го работиме сосема доволно, дај Боже да порасне. Али проблемот е што немаме капацитет толку да произведеме. Не сме ние конфекција. Ова е custom made. Уште ви имам значи мало производството. 20 работини. Толку е. Тоа е мало? Па Колку мало. колку може да направите? Максимално 100 одела месечно. Месечно 100 дела. Максимално. Што значи Ако се работи и сабота. Тоа е Зборам. панталона од Целосно сако- одело. Едно е да речеме еден трипис целосен, панталони, сако, елек, максималниот капацитет е 100. Тоа не знам. Ова месечно. Да, сега немаат секој месец 100 нормално, али сакам да ти кажам, зависи, проблемот е кој што доаѓаат свадбите, доаѓаат матурските, ме разбираш, сега ти имаш побарувачка наеднаш 200-300%. А в јануари немаш ништо. И сега во јануари ќе правиш traveling tailor, ќе идеш ваму, ќе идеш таму, ќе ги компензираш некако работите. А сите се по нарачка или има некои што се направени и ги земаат? Не генерално, него све е по нарачка. Сакам да кажам поише дали ги произведувате сите од нула? Од нула се. Да, се. Од нула, од материјалче до Да. копче до Значи нема Постава. нешто да земам ја Нема. од манекен таму како нешто. Нема. Има готови производи кои што стојат тука за презентација. Тие се направени за мене и за Крис. Мгм. И тука може да ги видат луѓето што се како се. Са што е убавото, што ние од тие работи што се останати тука, нели од сликање, од микање, ни си имаат собирано многу работи. Свативме дека многу ни се трупа тоа и ни стои така без везе. Се не носи ние, не знам колку дела имам. И стојат тука за презентација. Почнавме пред 2-3 години да организираме како онака распродажба. Зимска и летна.
И си доаѓаат луѓе, стварно ставаме ефтини цени, можеш да доеш пример да си земеш смешно, мислам за смешна цена некое топо дело или скабало дело или било што. Ако те собира, супер, си доаѓаш, ти пробуваш исто ко продавница. И си правиме такви распродажби. Што е доста окей. Многу луѓе има така што си сакаш си завршиле работа, а немале нели да си приуштат да си купат кастомето дело, дошле им се погодило бројчето, си носи екстра дело. Сега имате само еден салон или колку салон имате? Едно место имаме, да, еден шоурум тука. Шоурум. Над фитнес хаус на Партизанска. Таму. Имате план за експанзија некоја или? Имаме план, здравје за година и пол до 2, сакаме да имаме наш локал. Ја искрено имам малце доста поголема визија, сакам да биде тоа една баш на некој објект кај што ќе се отвараат вративе, па да те пречека батлер, па да си доеш со кола, позади ти има перална, ти исперат колата, да си влезеш, да си уживаш, да има момент, нели, да си се направи презентацијата, да има ланч бар, да има здравие игротека, ако си доеш пример фамилиарно, секој да си има одредена занимација во тоа и да си се искулираш, да не биде, пошто често доаѓаат фамилии, текно доаѓа мајка, дете, татко, зависи за која намена, и се ти кога презентираш тука детето ти стои на глава, рипа, треба да презентираш, а вака ќе е многу покул, подобро мислам, да си има сето тоа, плюс доле некој джентлменс клуб, мислам дека тоа е, не знам, тоа ми е сонот онака да биде, не знам како да го објаснам, тоа ми е животен сон да синьори стане баш тоа што сега го зборувам. Кај би било тоа, имаш некоја визија? Кај би било? Не знам кај би било, тоа е ти зборам она најголемата слика како сакам да изгледа. Нешто како огромна вила нешто? Како вила, да. Нешто како вила, кај што си влагаш, кој што ти кажа, со сите тие салтанати и да биде онака баш вау. Знаеш, кога ќе влезеш. Интересно. Мада тоа е добро и да е понастрана, не е никаков проблем. Човек што доаѓа да купи одело, ако сака ќе те најде било каде и баш ќе го осети тоа искуство кај што ќе се чувствува истретиран до максимум топ. Значи тоа е визијата, тоа е крајниот потек. Тоа е крајниот потек, да, дефинитивно и поише работа надвор. Traveling Tailor у сите тие светски метрополи. Значи тоа ви е планот за експанзија, Traveling Tailor надвор Македонија. Не планирате direct to consumer како со Америка, сега што правите со нарачка? Не. Тоа онлайн продажби не. Онлайн продажби правиме, меѓутоа пак ќе кажам, не е тоа. Не е тоа затоа што немаш толку директен контакт со клиентот и се губи целиот концепт на нашиот бизнис. Не е тоа веќе биспок, него со една проба ти му го праќаш таму. Да, ти може ќе направиш повеќе нарачки, ама како што ти кажав, нашиот капацитет е толку. Нема повеќе, не го шириме затоа што нема ни кадар што може веќе тоа да го прави. Ова custom made не е индустрија. Земи па ши. Секој човек си има посебен шаблон. Значи буквално се прави од нула за секој човек. Секој човек, секоја различна приказна, различна намена, различно се. Интересно. Да. Некои типс, фешн типс за мажи што сакаат да бидат по high fashionable? High fashionable? Па сега конкретно дека ајде сега да речеме ако збориме за одела, дефинитивно треба да имаат. Во кои прилики сте би ги носеле, кој одела? Види, секој маж според мене треба да има барем 2 до 3 одела. Оние essentials, основни бои. Зборам аспект на тегет, сиво, особено за тие кои ќе почнат веќе да работат, значи дечки кои што се од факултет веќе почињаат нели со работа. И пред работа, затоа што ќе користат за интервју, други кога ќе се скоткаш ти кога ќе отидеш многу посреден, веќе другши ќе те гледаат луѓето, мое мислење. Плюс ќе им требаат за свадби, настани, така натака и нели во деловниот свет кога влегуваат да влезе туто комплето и да си ги користат пример горните делови као сакоа, нели? Така да тие 3 essential бои кои што се тегет, црно и сиво, дефинитивно треба секој маж да ги поседува. Ако збориме за оделата, пошто тоа е моја бранша. Да. И еве ти си облечен фул одело, јас сум за подкастот специјално за тебе. Thanks. Нема гајле. На респект. Да. Во кои прилики обично би носел одела или тоа сака нели нормално индивидуално ниво? Види, некој може секој ден да носи, ама знаеш што, првен, смешно беше кога почнавме со Крис, ние почнавме цело време со облакаме одела.
Тидеш на кафе во дело, тидеш не гледа луѓе како што е со мрднати од свадба од кај дошле. Дека штета е што кај нас нема некој таков локал кај што ме разбираш, се дотераш да си излезеш од дело, си седнеш да изгледаш стварно топ. Сегде си као избацен, а? Па да, не као избацен сега, тоа изборам на почеток, веќе знаат сега, не, имаш може бизнис останок вака таму, тоа бевме дечишта, рачуне сурат од 20 години, во дело скоцкан цел таков намонтиран. И делуваше смешно. А мубавото беше што приметивме дека девојчињава друг ше реагираат и ги буцкаат машкиве после, но тоа го приметив на консултације. Еј, добро, како сакаш диле? Па еве вака како тебе, скотске го ти текнува. И свативме дека пак полека со тоа што сме го правеле сме малце свеста сме тие стереотипни размислувања дека дело не се носи ваму или таму, напротив. Не мора да значи. Не дека јас сум цело време во дело. Јас сум по принцип спортски тип, сум по-лабав, по-кежуал, меѓутоа кога сум на работа и кога имам состаноци и кога не знам имам некои битни работи, секогаш сум си во дело. Значи палио дело кај девојке. Дефинитивно. Да. Било ка прилика сега? Па мислам дека да. Okay. Се ложат. Да. Океј. Ван се ова работа ти нешто доволно ти ова те движи као главна работа, имаш некои други хобиња што ти се О, хобиња имаме куп. Лов, риболов, планини, значи ловот ми е хобби. Ја би сакал да ловам, никој не сум ловел. Не си ловел? Не, многу ми е као интересно тоа. Еј се, не би зборел за лов на овако, пошто луѓе многу, знаеш, различно го сваќаат ловот, мислат дека са ти идеш си насилник и тепаш таму животни, вадиш пушката и тепаш се живи дел. Има и такви за жал. Има и такви кои што тоа за мене не се ловџи. И примери кои за рибари не се рибари сите што ловат, него сите, знаеш кога ги викат у ловството тие месари, значи што идат за храна, за месо да ти да земеш да напуниш фрижидерите. Не е тоа целта, целта е природата, прошетката во природа, дружбата, инстинктот кој што сме го имале некогаш, како мажи, како луѓе, да се не знам, да се само снајдеш да живееш, значи тоа си постои во тебе. И кога ќе почнеш да идеш на лов, барем јас така сум се чувствувал, да осетиш она, знаеш, она дивинското, идеш у планина, па ловиш се по организација, па друштво, па ако уловиш нешто, па тоа се сготвя, се направи, па сите тие зезанци и после тоа, целиот тој момент е многу јак. Многу јак. И рачуне ти си поминал у планина, не знам, 7-8 сати, си испешачил, си дишал чист воздух, топ расположение луѓе, си видел пейзажи кај што не може нормален човек да ги види, кај што идеме на екстремни места. Не знам, преубава работа. Исто и со риболовот. Како почна со лов? Па од дете. Да. Заразија татко ми Бог да го прости и вујко ми беа ловџи и од дете со нив буквално. И со рибата исто. Тоа ми е исто интересно хоби. Друго хоби што знам, бокс тренирав. Некое време кошарка порано играв професионално. Сега нешто знам со кошаркаскиот клуб Маџари. Да, кошаркарскиот клуб Маџари, тоа е клуб кој што го отворивме баш од тој дел таму кај што живеев, претходно живеев во Хиподром и сакавме, се собравме дел од тие луѓе таму и сакавме да вратиме нешто на општината, да ги, знаеш, да ги сплотиме повторно тие деца таму да не се на улица, него да имат каде да тренираат и затоа почнавме се од трета лига, отворивме клуб, го обновивме Маџари, пошто порано постоеше како прва лига клубов. И се собравме многу јака екипа, многу добар концепт, моментално сме прво место. Целта ни е втора лига, па трета лига, втора лига, па прва лига и здрави интернационални надпреварувања. Ама бе. Да. Имаме многу високи цели таму. Каква инвестиција е потребна за кошарски клуб да кренеш? Па, каква инвестиција? Во секоја лига различна инвестиција. Зависи кои ти се целите. Зависи дали сакаш само да останеш од трета лига или сакаш да идеш во втора, прва, трета и здрави интернационално да се надпреваруваш. Претежно е убаво да се работи кога имаш и да собереш спонзорства, пошто не е ефтино. Не е ефтино, затоа што треба да ги опремеш тие дечки, треба да обезбедиш сала за тренирање, треба да обезбедиш превоз, пошто имаш патувања по гости и ред други работи кои што не е ефтино. Okay. Да.
Не, ја толку немам више прашања. Ти ако имаш нешто да сакаш тема покренеме што не ја поминав? Па, не, тоа Не? е тоа. Може друг пат ќе ти гостувам, имам уште многу работи со зборење, ама друг пат. Да. Да. Добро, друг пат у сеньори Може. Одело едно цело ќе бидам, па Може. ќе направиме епизод. Фала ти многу што Може. дојде. Фала на се гледаме поканата. напред. Се гледаме. Поздрав. Ајде, чао, чао. Чао.